човековите права. Ако Уставниот суд донесе одлука да може повторно да се помилуваат педофили и ако се случи еден од нив да заврши предвреме на слобода, сите се соучесници во ова, предупредуваат од Меѓаши. Недозволиво е помилување на педофили, велат од првата детска амбасада Меѓаши. Ова е реакцијата откако Уставниот суд одлучи да расправа за измените на Законот за помилување. Ако судот го врати старото законско решение од 2009 година, тогаш председателот на државата, освен лица за изборни измами, ќе може да помилува и дилери на дрога и педофили. Од Меѓаши порачуваат Уставниот суд да ја преиспита иницијативата, бидејќи ако се помилува педофил, сите надлежни ќе бидат соучесници. И после тешката наша борба за построго казнување на педофилите кои во 2014 собранието го изгласа со можна медицинска кастрација на педофилите, сега сме збунети и со неверица ја следиме состојбата. Сметаме дека ова на некој начин, ако се случи во пракса и соучесништво, затоа што педофилите во најголем број на случаеви, 75% го повторуваат делото и на тој начин изложуваат на опасност некој следно дете да биде жртва. Инаку 5 судии кои се за враќање на помилувањето на педофилите избрани се во времето на владењето на ВМРО ДПМН во периодот 2011-2013 година. Меѓу нив е и судијата Јован Јосифовски, кој е поранешен член на Државната изборна комисија од редовите на ВМРО ДПМН. Инаку лани токму пратениците од владеачката ВМРО ДПМН не ја прифатија иницијативата за измени на Законот за амнестија, поднесена од граѓанската активистка Мери Николова, со образложение дека ќе се загрози безбедноста на граѓаните. Ако поминеше овој закон, тоа ќе значеше моментално, веднаш, ослободување на 27 луѓе осудени за убиство, од кои што можеби 10 или 20% од нив евентуално ќе го повторат делото. Понатаму 29 силувачи, 14 педофили, луѓе што извршиле облјуба на дете помало од 14 години, 6 лица осудени за облјуба врз немоќно лице, 391 дилер ќе излезеше на улица, значи од кои што повеќе од половината ќе го повтораа делото. Педофилијата се смета за најтешко кривично дело. Во моментов во регистарот за педофили кој е јавно достапен на интернет страната на регистарот со имиња и слики има над 200 лица осудени за сексуална злоупотреба на деца и за педофилија. Според поратоците, од вкупниот број сексуални напади во земјава, околу 2/3 се полови напади врз деца и малолетници. Американската амбасада вели